25 минути пред 9 часот и како што добро знаете, следува нова вест на телевизија Нова. Скопје, по примерот на светските метрополи, ќе биде домаќин на 18-тиот поред виенски бал, кој ќе се случува на 11 март во сабота навечер, а во организација на Сдруженијето за културна соработка Јохан Штраус и Австриската амбасада во Скопје. Исто така би сакала да потенцирам дека 18 години наназад Оливер Арсовски е проект менаџер на виенскиот бал. По тој повод ни гостува Владко Павлевски од Примаданца, бидејќи токму членовите на Примаданца се оние кои го отвораат виенскиот бал. Добре дојде, Владко, во Нова Бис. Добро ве најдов, добро утро, поздрав до гледачите на ТВ Нова. Јас би сакала да почнеме од почеток. Оние што присуствувале на виенскиот бал веќе добро знаат дека има дрескод, но еве за оние кои ќе решат првпат да одат на балот, како треба да се облечат? Дрескодот е еден составен дел од приказната на виенскиот бал, која што мораме да ја негуваме за да бидеме во тоа светло во тие моменти кога виенскиот бал се одива. Значи, долгата свечена тоалета кај дамите и темно смокинг или одело кај мажите е, да кажам, задолжителна или облика која што би требало, би морале да ја носиме, бидејќи е прикладна за таа свеченост. Има и дел каде што можат офицерите, војните аташеа и така натаму да носат свечена униформа, и тоа е се во стилот на баловите кои што и порано се одвивале. Така. Во многу светски метрополи, почнувајќи нели од Виена, каде што особено во овој период, како што споминавте во неофицијален разговор, има повеќе од 200. Се приближуваме ли ние полека кон оној стајлинг што се негува во Виена? Да, мислам дека е тоа така, ајде да го кажем тоа во некоја поскромна варијанта или во по-мини варијанта во однос на балот во операта, кој што е најголем во Виена. И мислам дека се доближуваме кон тоа да ги запазиме сите протоколарни форми кои што се случуваат во текот на виенскиот бал, во текот на таа вечер, почнувајќи од свеченото отварање, нели, преку танчерите на Примаданца кои што имаат, да кажам, цела низа на активности кои што се случуваат и кои што реално се случуваат и во балот во операта во Виена. Значи, отварањето е со една корачница, полонеза, каде што танчерите излегуваат на подиумот и на тој начин го одбележуваат официјалното отварање. Колку време се подготвувате воопшто за овој настан? Кој е најгламурозен, можам да кажам, во земјава? Мислам дека интензивно се подготовките негде околу месец дена, каде што не се подготвуваме само за тоа официјално отварање, бидејќи Примаданца има и други настапи во текот на свеченоста. Меѓутоа, најважното е сепак оној формалниот дел, формалното отварање, со, како што кажав, нели, со полонезата, Радецки марш, виенска крв, нели, кореографијата на виенска крв ја танцуваат дел од танчерите, 8 танцови двојки во формација од 8 танцови двојки, која што е прилично сложена и трае негде околу 10 минути. Новитет оваа година е дека имате гости од Италија, че? Да, оваа година доаѓа италијанска танцова двојка која што е од врвна светска класа и која што ќе настапи со шоу на стандардни танци. Така. Она што е интересно да се спомене дека минатата година за првпат балот имаше хуманитарен карактер, па јас се надевам дека и оваа година ќе продолжи со иста цел. Минатата година средствата беа донирани за децата со Даунов синдром, оваа година парите од билетите ќе бидат наменети во таа за насока. хуманитарни цели. Од минатата година конотацијата на балот беше дадена да има и хуманитарна активност и мислам дека тоа е на некој начин нешто што ќе го издвои како посебна случка, бидејќи сепак тие кои што се занимаваат на некој начин и кои што сакаат да присуствуваат на вакви свечености, на некој начин посредно ќе дадат и доприноси за хуманитарни цели. Може ли секој што ќе посака да биде дел од балот? Може. Се случувало и мене лично да ме прашуваат дали јас, бидејќи не знам да играм, можам да присуствувам на балот. Значи, поентата е во тоа да може би кога ќе излезете на подиумот и да знаете да свртите некој чекор, меѓутоа реално може да бидат сите присутни, кои што сакаат да бидат дел од тоа. Едноставно треба да се во дрес кодот кој што е дефиниран и да
бидејќи со оглед на тоа дека се билетите во продажба за секого, може да набават билети да бидат дел од таа манифестација и убава свеченост. Можеме да кажеме дека оваа вечер е можност гостите да научат чекор повеќе и од членовите на Примаданца. Да, секако, да. Тие се постојано меѓу нив, така? така? И дури кај нас се појавуваат и луѓе кои што ќе дојдат на виенскиот бал, па се појавуваат да дојдат и да научат некој чекор кај нас во Примаданца. Значи се е можно. Меѓутоа, реално едно општо културно познавање во делот на танцот или ќе биде доволно за да се појавите на подиумот и да уживате и се забавувате на таа вечер. Така. Некаде после полноќ има друг стил на музика, Да. повеќе од забавен карактер, Така е. нели? Значи, Поп музика, ќе откриеме кои се специјалните гости Не за оваа уште. година или се уште не? Сега ќе ви кажам, значи формалниот дел е негде до отприлика полноќ или половина час пред полноќ. Тука се освен официјалното отварање, нели оркестарот Јохан Штраус, најмногу со звуците на Штраус, нели, ја пополнува атмосферата со виенски валцери и numери кои што се нели врзани за тој дел од музиката. И после тоа неформалниот дел, нели, околу полноќ стартува со гостуваат разни групи, бендови кои што се дел од забавниот, да кажам, позабавниот дел во таа вечер и тоа може да трае до раните утрински часови. А без што не може да помине ниту еден бал? Без захар торта. Така. Веројатно, тоа е нешто што знаете како на шведските маси тамо кои што се поставени, мислам дека сите луѓе кои ќе се појават прво на маси дека прво ќе земат од парчето торта, а после од се друго. И австријска шницла, и сите да, овие значи, традиционални да, тоа е нешто што јадења, ја одбележува типични за австријска. Знаете како, значи балот ако го земеме како целина е директна презентација на австриската култура и менталитет. Значи тоа не значи дека ние треба буквално во се да направиме копија на тоа, но сепак да сме присутни тамо во таков дух, во таква атмосфера која што на некој начин го негуваме тоа што некој ни го презентира секоја година веќе 18 години поред. И мислам дека тоа е многу убаво заради тоа што Скопје е една од метрополите која што е реткост, каде што се одвива виенски бал покрај баловите во Виена. И мислам дека тоа е навистина привилегија која што имаме и која што треба да прифатиме со две раце и да ја уживаме во таа вечер. Овогодишниот бал е од големо значење, особено што виенскиот бал слави полнолетство. Па дали можеме да кажеме дека солидно се развиваше барем со оглед на тоа како се реализираше сето тоа низ годиниве? Така е. Созревме за виенски бал, ние како македонци. Секоја година можеме да научиме нешто повеќе и тоа е во ред и тоа е окей, затоа што не значи дека нема динамика. Самата манифестација има своја голема динамика. Некои работи протоколарно се повторуваат секоја година заради тоа што тоа е традиционална форма и така се прави и во Виена. Значи не можеме да имаме без, не знам, официјалното отварање полонеза, радецки марш, виенска кара. Значи тоа е нешто што се провлекува секаде и треба да го има затоа што тоа е традиционална состојба. Да. Меѓутоа не значи дека нема динамика. Почнете само дрес кодот. Кога на почетокот имавме ситуации кои што се појавува луѓе кои не беа соодветно помалку свадбарски. Да. Но денеска јас колку што се сеќам, со години сум назад во тој проект, не сме сретнале ситуација да има некој да дојде несоодветно облечен. Така. Она што ќе недостасува годинава дефинитивно е маестро Саша Николовски Ѓумар, кој традиционално 18 години поред нели управуваше, можам да кажам, со оркестарот Јохан Штраус, меѓутоа еве се надеваме дека ќе најдете соодветна замена годинава. И во секој случај ќе му дадеме печат на овој виенски бал, дека се случува во Скопје, во Македонија, со тоа што нема да изостане како и минатата година и македонската традиционална храна, нема да изостанат македонските евергрини кои се пеат секоја година. Така. Ни преостанува да ги поканиме сите оние кои се заинтересирани за еден поинаков вид на забава на 11 март да дојдат во хотелот Александар Палас, каде што ќе се случува виенскиот бал. И воедно ти благодарам што одвои време да бидеш денеска дел од Нова Бис. Ви благодарам на поканата. А јас би сакала да ве потсетам дека точно на 17 март ќе се случи премиерата на убавицата И ѕверот. Во продолжение погледнете го трейлерот. As old as time, true as it can be.
Додека се уште сме во очекување на филмот Убавицата и ѕверот да се појават на филмското платно, некој друг превзема музичка иницијатива. Џон Леџенд и Ариана Гранде го препеа хитот Beauty and the Beast од истоимената Дизниева бајка. Small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty. Многумина се едногласни дека талентираните музичари се идеални за овој дует, кој со секое слушање не враќа во детството. Дизни го објави магичниот спот за песната во кој во позадина танцуваат Бела и ѕверот, а фустанот на Ариана изгледа како магепса на ружа која оживува. Песната за прв пат беше изведена од актерката Анџела Ленсбери. As the sun will rise. Анимираната бајка на 17 март годинава ќе доживее своја филмска премиера. Главните улоги во филмот ги толкуваат Ема Вотсон и Ден Стивенс. До тогаш ќе уживаме во вокалите на Џон Леџенд и Ариана Гранде. And never a surprise. Yeah. Never as before. And never just to show As the sun will rise. На ваше барање, на 17 март во Скопје доаѓа најдобриот стендап комичар на Балканот, Неша Бриџис, со неговата урнебесна стендап комедија Живот. Во домот на Арама, животот започнува во 20 часот и чини 300 денари до 10 и 350 денари до 17 март. Живот со смеа до солзи можете да обезбедите преку продажната мрежа на Купи карти за се. Неша Бриџис на ваше барање во Скопје со представата Живот. Еден е живот. Живот само со Неша Бриџис. Ma seksi bre, koga bole uši. Наред е една информација која лично мене многу ми се допадна. Не знам дали знаете дека кралицата Елизабета за спас од здодевни разговори користи тајни сигнали. Секако, прво се користат оние посуптилните знаци, ама ако никој не ги забележи, тогаш следува следниот знак кој незините придружници секако ќе го забележат. Префрлувањето на чантата од една на друга рака. Еве кои се останатите тајни знаци за спас на кралицата Елизабета. Кралицата Елизабета II постојано мора да води бројни разговори на сите јавни настани на кои присуствува. Неретко тие разговори се одолжуваат и на кралицата истануваат здодевни, па се послужува со еден одличен трик. Секако дека таа пред се е дама и користи суптилни знаци за да им сигнализира на незините придружници дека сака да ја спасат. Кога кралицата Елизабета сака да им даде знак на незините придружници дека треба да ја извлечат од некој разговор, најпрво ја префрла чантата од една рака на друга. Овој сигнал е доволно суптилен за да не биде забележан од другите, а незините вработени знаат дека мора да дојдат и да го прекинат разговорот. Доколку префрлувањето на чантата помине незабележано, кралицата ќе се послужи со следниот трик, ќе си игра со прстенот на незината рака. Кога кралските помошници ќе го здогледаат овој гест, знаат дека мораат што побрзо да превземат нешто, да го прекинат разговорот и да ја кажат на кралицата дека архиепископот од Кентербери сака да ја запознае. Доколку кралските помошници не забележат ниту еден од првите два знака, кралицата се обидува со последниот трик. Ја спушта чантата на земја, со што сака да каже дека треба да ја извлечат од таму веднаш. Иако незината чанта изгледа сосема незабележителен моден додаток, очигледно таа има многу важна функција
кога станува збор за тајните сигнали кои треба да ја спасат кралицата. Јас во никој случај не би сакала да го прекинам дружењето со вас во овој момент, но времето резервирано за Нова Бис тука некаде ни поминува. Ви закажувам повторна средба во попладневното издание во 14:35 со комплетно нови информации, нови содржини, нови гости.